Во текот на истрагата во врска со терористичките напади во Париз на 13 ноември, кога загинаа 129 луѓе, над 350 беа ранети, и зутрината во париското предградие Сен-Дени дошла до престрелка. Според извештаите, непознат број луѓе биле забарикардирани во еден стан, а во престрелката имало и жртви. Во ова предградие се наоѓа стадионот, едно од неколкуте места во Париз што беа цел на самоубиствените напади во петокот, а за кои одговорноста ја презедоа милитантите на Исламската држава. Француската полиција била во потрага по уште едно лице за кој се верува дека избегало по нападите. Француските власти претходно соопштија дека најмалку 8 луѓе биле директно вклучени во крвопролевањето, 6 мина од нив се самоубиле со експлозив, еден загинал во престрелка со полицијата и еден успел да побегне во Белгија. Сега се верува дека имало уште еден напаѓач, станува збор за Абделхамид Абаут, 27 годишен белгијанец со потекло од Мароко, за кој се смета дека бил главен организатор и кој бил во Сирија, во територија што е под контрола на милитантите на Исламската држава. Францускиот председател Франсуа Оланд најави дека би можело военната состојба во земјата да биде продолжена за уште 3 месеци. Во Европа расте нервозата, а синоќа на 2 часа пред пријателскиот фудбалски меч меѓу Германија и Холандија, тој беше откажан поради закана за бомбашки напад. Полицијата не пронашла ништо, а не дошла ни до приведување осумничени. Во текот на изминатата ноќ, Американската воздухопловна агенција соопшти дека 2 авиона на Air France, кои биле на летови од Лос Анџелес и од Вашингтон за Париз, морале да бидат пренасочени кон Салт Лейк Сити и Халифакс, Канада. За двата авиона имало анонимни јавувања за поставени бомби, но станувало збор за лажни закани. Во меѓувреме продолжуваат интензивните воздушни напади на Франција и Русија врз позиции на милитантите во Сирија. Париз и Москва најавија остар одговор за париските терористички напади, како и за бомбата поставена во рускиот патнички авион кој во минатиот месец се урна во Египет, при што загинаа 224 луѓе. Неопходно е директно да се поврземе со Франција и да работиме како сојузници, изјави рускиот председател Владимир Путин. Тој ќе се сретне со францускиот председател на 26 ноември во Москва, откако Оланд претходно ќе разговара со Обама во Вашингтон. Франција исто така се повика на претходно неискористената повелба на Европската унија за барање помош од членките на Унијата во борбата против милитантите на Исламската држава во Сирија. Во меѓувреме, американскиот председател Барак Обама ја пофали улогата на Русија во разговорите во Виена за ставање крај на конфликтот во Сирија. Тој додаде дека би сакал Москва да ја смени својата политика на поддржувач на сирискиот режим и повеќе да се насочи кон борбата против милитантите на Исламската држава. Зборувајќи на пресконференција во Манила, Обама изјави дека се уште постојат разлики со Русија околу судбината на сирискиот председател Башар ал-Асад, но, како што додаде, Русија била конструктивен партнер во Виена во обидот да се креира политичка транзиција во Сирија.